Општина Кочани планира да го прошири опфатот на улиците на кои ќе се гради атмосферска канализација во градот. Оценка на локалната власт е дека тоа е неопходно поради поголема ефикасност на колекторскиот систем за собирање на површинските води, што се гради на улиците Страшо Ербапчи и Тодосија Паунов. Всушност, дополнително атмосферска канализација ќе добијат улици кои се поврзани со споменатите сообраќајници, а со намера да се елиминираат зголемените количини вода при обилни врнежи. Првично, при планирањето на проектот за изградба на атмосферската канализација, овие улици не беа вклучени во планираните трошоци, поради што градоначалникот Димитровски потврди дека финансирањето за нив ќе биде од општинскиот буџет. Направивме дополнувања кои што ќе ги вршиме со сопствени средства од општината Кочани и ќе ги прифатиме и оние води од улиците дополнителни кои што не се опфатени со главниот проект. Тоа е сите улици кои што се слеваат на улицата Тодосија Паунов, почнувајќи од Ловниот дом, скалите кои што ги имаме, понатаму 9 мај, понатаму улицата Рајко Жензифов, значи сите они улици кои што гравитираат на таа страна со решетки ќе биде прифатена таа вода истото важи и за улицата Страшо Ербапче, сите они улици кои што идат од Стришани ќе бидат опфатени со решетки, значи едно потрајно решение на атмосферската канализација. Изградбата на атмосферската канализација во локалната самоуправа го оценуваат како една од покрупните капитални инвестиции во инфраструктурата во градот. Проектот, што започна во средината на април годинава, треба да заврши до јуни 2015 година. При тоа ќе се постави колекторски систем за прибирање на површинските води во должина од околу 7 километри. За оваа намена ќе се вложат средства во висина од над 96 милиони денари.